Плоштадот Свети Петар денеска исполнет со тиши, на жалост, солзи и молитви. Десетици илјади луѓе од сите делови на светот се собраа во Ватикан за да ја оддадат последната почит на папата Франциск, првиот латиноамерикански папа, кој на светата столица беше 12 години. Ќе остане запаметен како папа кој ги стави сиромашните на прво место и ја водеше црквата со отворено срце. Над 150.000 луѓе го исполнија плоштадот, меѓу нив присуствуваа и светските лидери Трамп, Макрон и украинскиот председател Зеленски. Председателот на САД, кој има долгогодишна врска со католичката црква, беше меѓу првите кои ги одадоа своите почести. I won the Catholic vote, and I think it's the first time that ever happened where a Republican won the vote, and I won it by a lot. And I have a great relationship to the Catholics. На погребот на папата присуствуваа 164 делегации на светски лидери и представници на кралски семејства. Меѓу нив е и македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова, деканот на колегиумот на кардинали Джовани Батиста Ре, која водеше светата миса и ја исполни последната желба на папата за скромно и достоинствено испраќање, ја истакна неговата непоколеблива посветеност кон мирот и правдата. Спомена и за неговата постојана борба за мир и за неговата безусловна посветеност на најранливите, особено во време на глобални конфликти и човечки страдања. Папата Франциск беше човек на мир и понизност, која водеше црквата не само како духовен водач, туку и како човек што се грижи за најсиромашните. Неговото заминување е огромна загуба за светот, но неговото наследство ќе продолжи да влијае на црквата. Во поголемиот дел од светот, папата Франциск беше љубен како човек кој сакаше да ја трансформира црквата и да ги заштити најранливите. Од неговите постојани повици за мир до жестоката борба за правата на сиромашните, неговото наследство ќе живее долго. И додека светските лидери беа во Рим, илјадници верници од цел свет го оплакуваа папата во своите локални цркви. Во Париз, во Нотр-Дам, христијаните се собраа на миса, вклучувајќи и многу луѓе кои го доживеа папата како човек кој беше близок до сите. Тој беше следбеник на Христос, скромен, близок до луѓето, со силен карактер која потврди верата на црквата, но секогаш со човечност. Плачев многу, јас сум голем верник и кога дознав во утринските часови бев во црква и плачев без престан. Како и тој, многу сум приврзана за Богородица и бидејќи тој беше многу поврзан со неа, го сакам уште повеќе. По церемонијата во Рим, ковчегот на папата е пренесен до црквата Санта Марија Маджоре. Тука ќе биде и погребан. Неговото заминување е загуба не само за црквата, туку и за светот кој го гледа како символ на надеж и отвореност. Папата Франциск беше повеќе од духовен лидер. Тој беше човек кој ја поттикнуваше хуманоста и правдата. Во Ватикан ќе продолжи собирот на 135 кардинали, чија што конклава за избор на нов папа најверојатно ќе почне на 5 мај.